како рековме утрина, музика во етерот. Време за музика во етерот. Да, и 3 гласа, 3 великани споени во едно, прават навистина една синергија или приубава позитивна енергија, инспирацијата, големиот празник и големната химна можеби на овој голем христијански празник, а тоа е секако Великден. Мислам дека синонимот е многу јасен, тоа е секако Џокси, но сакам те прашам. Утрово викам мајки си го чувам како со тебе за најава. Кои ти се први синоними или моменти на евокација на спомен од сите тројца? Нешто што ти буди емоција во детството. Па за Дац ми е театарот. Добро, окей. За Џокси ми е секако музиката и Великден, а за Александар се ќе подразмислам. Знаеш како асоциација, да. Музиката со која што сум растала во моето детство. Апсолутно. Секој пат велам дека треба да влеземе во архивата и некако тие животни приказни да ги овековечиме. Никој пат нема да заборавам кога бев момче тука во гимназијата кај ГУЦ и професорката по македонски велат ќе идеме на една најдобра премиера, Кандид во земјата на чудата. Јас не знам колку пати имам гледано таа представа. Тоа беше една која што мене ме одржува, не знам, во тој некој период на младост, представа која што ми е како сега да ја гледам се уште, каде што тогаш прв пат се запознавам со Дац и знаеш која исто меморија ми е? Дали се сеќаваш на Изи Мизија? Знаеш ли колку награди имам добиено? Не, што беше тоа? Тоа беше една игра која што Даци имаше интерактивна игра. И мислам тоа беше сериозна програма. Така беше моето прво запознавање со него и баш да се залюбиме во ликот и делото. Џокси некако ова му е негова телевизија, телма телевизија нешто што е памети ми убави времиња. Ти е при срце. Сакам да знам. Утро водам се велосипед како се викаше емисијата каде што си видам каква детска програма беше тоа. И веројатно на Великден, а пред некој период се сеќавам за Александар Митевски и се сеќавам дека тој беше меѓу првите водители на 99 Action. Сериозно? Не. Не беше така? Други емисии водев тогаш, имаше Розови очила, Пулсирање, тоа време беше. Ама се појавувавме многу често во таа емисија и да, имаше така као водители бевме малце. Ама еве ги моите сеќавања за сите вас. Мартин Трпчевски нели водеше, имаше многу луѓе што така беше. Беше многу интересно. Имаше. Многу убави. И 100% фанки секако, мислам, тие се некои што нивоцираат спомени можеби за алтан луѓе како вас, бидејќи кога велиме со Цеце кога актерската длабочина на Драган Спасов Дац, музичката прецизност која што има Александар Митевски и можеби би рекол тој емотивен вокал на Џокси, тоа е таа, да речам, тоа е тоа свето тројство кое што денеска едве чекавме да го имаме. Еве се за оваа убава најава, прво да ја дајме по една мајца од нас, ова се од нашата Изи Мизија го нема. Нашата најнова песна, иначе на Кардула се и дизајнот, се вика 4 страни. И а најновата песна е ова? Да, 4 страни. Не, најновата ова е последната наша. Да, ова е последната наша песна, 4 страни. За која што имаме, мислам, видео и може да ни благодариме. Светот има 4 страни, имаше јајца тука. Да. А јас само една ти. Браво. Ќе направите и нови се. Ова ќе се најде добро во колекцијата за летово кое што ни предстои, да ви кажам искрено. Баш летна шема. Да. Благодариме многу. Ајде вака ќе почнеме или ќе се навратиме на муабетот за Великден. Џукси те праша која година е првата извадба, ми велиш 90-та? 90-та, да. Да. Какви спомени те врзуваат, бидејќи навистина си синоним за овој празник, а би сакала и Даци и Александар да споменат, да ни раскажат како вие во, не знам, во 90-та година сте ја доживеале оваа песна или какви времиња паметите од минатиот век? Ајде, Џукси. Временска машина. Песната е настаната во 20 секунди. Сосема случајно, не е нешто на бентнато тема, па за таа тема да направам некаква тенденција дека нешто. Тоа беа неколку слики врзани од порано што сум ги носел во себе и така во еден момент се излезени. Што сакам да кажам, воопшто не сум ни претпоставувал дека вакво нешто може има да се случи. Една едноставна љубовна тема која сум ја слушал од баба ми и дедо ми, значи пренесена у тие 2-3 минути. Она што највеќе би можел да потенцирам дека песната беше забранета на македонското радио да се пушта. Од кои причини? Па од причини што сум го спомнувал Господ во песната.
И песната беше на преслушување. И на тоа преслушување се дојде до таков еден заклучок. Религиозни побуди дека? Па тогаш се уште беше СФРЈ. Такво беше времето. И година дена беше песната во бункер, за да наредната година, кога беше она осамостојување на државата. Се случи експанзија. Да, нели признавање на црквата. И веќе наредната година, и то благодарејќи на Јане Коџебашија, кој беше еден од тие што ја преслушуваа песната, и тој ми спомна, Џокси, време е да ја пуштиме песната. Песната ја пушта на топ листа Михаил Бошковски, Мице, диџеј. Да, Мице, диџеј. Какви спомени се тоа? тоа? Да, и од тогаш, значи, имаме еден раст на сето она. Има една забранета строфа која што до сега не е. Да, имаше, па тоа можеби е нешто додатно на сето она што веќе се случи. Да, имав ја една строфа. Било цензурирано, ревидирано во тој период? Да. Имаше строфа каде што ја го повикува македонскиот народ. Само покрај Вардар што е населен, за да ми се придружи, за да ја најдеме песната. Значи таа строфа мораше да се тргне, за да ја пуштат песната за да оди во етер. И сега ја вративме таа строфа ја има во новата верзија. Ја има и таа строфа. Кој би рекол дека песна која што ќе биде некој пат обструирана и ја минимизираме можеби во нејзиното постоење, денеска добива еден односно особено вие дека чувствувате одговорност да работите нешто што има вистински култен статус, како што е работниот наслов на Великден. Меѓутоа, ете, на крајот до денот, по 3 децении песната ја држи таа некоја магија, постојно и некој прибежиште. Јас велам на Цеце, кога се слуша првиот рефрен строфа, вистина чувствувате прибежиште. Тоа е веројатно песна која што влегува во аналите на македонската музика. Ајде, Таци и Александар да ни кажат какви јас сум спомени имал ве тогаш 10 врзуваат. години, 12, колку сум имал, не знам, баш бев воодушевен кој ја слушнав и врежана ми е во сеќавањето. Мислам и Џокси како лик целиот период. Ја како млад новинар сме правеле многу интервјуа, гостувал, песната ми е многу драга и чекав момент, еве, кога ќе го направиме ова. Неколку години се крчка идејава. А чија идеја е, Александар? Па не знам, тргна еве од мене заеднички. Дац беше тука, ајде да фатиме некој Великден. Лани мислам дека беше спремна од прилика идејата, но Џокси беше во Јапонија тој период и сега некако се поклопија коцките, созреа целото и баш она забава што ја најавивме за утре во Трибека. Ние секогаш во вторник на 2 недели правиме едно убаво собирање таму. Специјално пред Великденски ќе ни биде гостин Џокси и баш во тој манири ја правевме песна, да биде тоа клубска варијанта, да може во клубови да се слуша на радио, едно поинакво гледање на песната и оние што ја слушна рекоа дека сме ја погодили. Да, така малку подинамична е. Би рекле дека е омаш или нова приказна, така? Па не е нова приказна, приказната е таа. Да, меѓутоа со па ќе кажам актерска длабочина ваша и енергија. Добро, има нова е песната, мислам понова, свежа е. За многумина ќе биде ново слушање. Да, посвежа е песната и еве има и нова строфа, која што не е нова, него е стара, која што никош не е испеана. Тоа е интересното во. Иначе 90 години и пред тоа во црква се одеше многу за Велик. Како не? Сега не знам дали толку се оди. Сам нека се променети малку работите. Да, ама види сега повеќе се верува во Бога, а помалку се оди во црква. Да. Во тој период помалку се веруваше во Бога, а повеќе се одеше во црква. Не било наметнато така, некои традиции. Не, работата друга бе, многу имаше и друга една работа. Се одеа многу млади во црква. Веќе за Великден беше тоа журка. Партизански одеди беа блокирани. Затоа што тогаш ги пуштаа и девојчињата до подоцна. До после 12. 12 беше многу доцна. Многу доцна. Значи после 12 може да дојде дома до 1 сат. А тоа се прави и најдобрите журки и се одеше во црква, ама така да и плюс заради тоа се излегуваше и беше многу полно. И не можеше се пројде ни во Свети Димитрија, камени мост беше полн. И плоштадот.
кога се одеше во тогаш кога не беше направена и осветена новата Соборниот храм, да. Така да, па за Соборната црква која се отвори 3 дена беше за затворен цел сообраќај околу партизанска во тој дел. И имаше премногу народ. Беше велелепно, беше убаво. А песната Великден стварно нема Великден на кој што не ме асоцирала песната и да не си ја запеам онака одеднаш од срце дека ќе излезеш. Може да погледнеме што сте сработиле? Па да погледнеме, да видов дека некои кадри одеа, па да треба да го пуштиме тоа од почеток. почеток. И некој потсетиме да ќе ви заблагодариме за што можеме ние да возможиме прва премиера утрово на Телма телевизија, бидејќи со Цеца велиме дека практично викендов се комплетираа работите, за денеска премиерно да го понудиме за сите оние кои што во моментот можеби сте се бурите со Ова е новата верзија, а потоа се враќаме и со разговорот. Сум се заљубил на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Јас не сум видел што на Великден се насобра. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. На Великден сум се заљубил на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи како да ја и сега нека одекнат од овде па се до небото. Јас со песна ме повикувам, сакам неа да ја најдеме. Јас со песна ме повикувам, така неа ќе ја најдеме. Македонски, сегде каде што си населен, љубов Божја се ке победи, сета надеж пак ке воскресне. Тука најсилно со векови,
звона црквите македонски. Пресно. Сега за сите вас премиерата на Великден. Вистина песна која што создава топлина радост, ама и вистинско прибежиште. Секој пат тоа велиме, ова е песна која што обединува генерации. И носи љубов. Дај Боже, вистина песнава да се окупира може и порадиските станици кај нас малку, нели да се, иако верувам дека голем дел и благодарение вам ја живееме и се уште можеби со младите, ама сега новата верзија со последната строфа, да. така? Секоја чест. Секоја чест, браво. Да кажам, извини. За последната строфа. Да, последната строфа е тоа новото парче за кое што зборувавме. Тоа јас да кажеме почнав со еј ти народе македонски покрај Вардар што си населен. Тоа е она да кажеме што им пречеше. Тоа сакав ја да прашам, што беше толку тука Вардар во таа негова миса, во таа своја миса. И сега, што миса, каква е таа миса, зошто миса, и тука имаше недоразбирање. Сега, бидејќи, јас тоа му го раскажав на Огнен само ја вклопи Огнен Неделковски. Само тие 2-3 строфи ја вклопи во наредниот текст и ние додовме до една строфа која ете стварно крева. И е многу убава. Да. И е одличен крај за. Одличен крај, да. Луѓето ќе имаат можност премиерно да ја доживеат во живо оваа изведба токму утре вечер на настапот кој што веќе Александар го спомена и навистина некако ги поместивте границите во последниве години, па чинам од короната навака кога нели помалку излегуваа луѓето и така натака, сега веќе има нешто. Па и живееме во време кога може и нема ноќни клубови, забавата, ноќниот живот е нели знак прашање за многу генерации, но вие сепак успевате да соберете гомила народ, буквално ќе кажам, многу луѓе кои што уживаат во македонска музика. Дали тоа е една посебна привилегија, не знам, мислам дека вие немате веќе не живеете музички проект, вие сте во катарза невидена со луѓе и некој пат се прашувам всушност што дознавте едни за други кога се спои ова дуо, во суштина е сега и една убаво трио за по повод празник. Добро, јас сум инцидент. Меѓутоа сериозно што научивте еден од друг што никој пат не го научивте сами можеби во творештото до сега? Па јас научив некои работи, речеме од Александар за прецизност за овие години. Инаку сцената си ја знам, тоа е сепак сцена. Така. И публика. Зашто сме интересни? Затоа што се најдоа еден етаблиран глумец, етаблиран музичар кој што и се спојува во едно. И затоа и со многу работа излезе ова што излезе, што направивме. Стварно направивме доста. Ја би дополнил тука баш ми текна на муабетот кај вашиот колега Горан, кога бевме пред концертите, излезе една убава мисла. Горан ни вика, што сте вие? Имате публика генерацијска, голема, широка, што сте вие? И ја кажам дека ние сме предавател. Предавател на љубов, емоции, убави чувства, спомени, носталгија. Тоа предавателство што го правиме помеѓу кон народот и што сме со него заедно, линкот, тоа мислам дека ја прави таа магија. Се потсетуваме на пејачи кои на вистина направиле нешто, не само Джокси, Джокси е денес пример. Воопшто за дискографијата. На концертите, да, ни гостуваат и Виолета Томовска, Росана, постојано имаме гости и ја тераме публиката се потсети на тие вредности музички. Верувајте ми дека од оваа страна кога човек ве гледа, ве наблюдува, ве обсервира како да сака да биде дел од пријателството и во студио и во создавање. Меѓутоа вие како еден караван кој врви постојано, така некако станавте препознатливо дуо за баш таа една симбиоза и една убава енергија на радост, на мир. Мислам, тоа се веројатно символите кои што гравитираат околу Сакам вас. сега да кажам уште една работа која што следува после ова што ќе правиме во за една недела до 2 недели ќе снимаме спот во Прилеп за градот Прилеп. Песна направи Александар, една прекрасна која што
И ние имавме еден серијал, да го наречам, Ново Руво, каде што препевавме стари песни во Ново Руво и ги правевме за одреден град. Но ова е специјално за градот Прилеп, песна направена, значи компонирана од Александар и напишана, која што ќе биде специјално изведена и ќе се прави спот, а пак таму ни е гостинка сестраната Блага Петреска, која што позната прилепчанка, родом од Прилеп. на која што денес е роден ден. Денес е роден ден. И среќен роден ден, Блага срцева и здрава. Од сестрце ќе посакаме. Така да ова ќе биде еден спот и една убава песна, навистина мислам дека ќе остане оваа песна долго да се памети за Прилеп. И ние сакавме предно 2 години се ја спремаме, но на крај Сашо Витаминка рече ќе ја правиме сега и сестрно се понуди да помогне. Прилеп, да речеме, како град, имате идеја да биде тоа за повеќе градови или неколку друга е градови приказната? веќе направивме, како што кажа Дац, но сега периодов многу сме присутни во Прилеп, одиме и некако се здруживме со публиката, со луѓето. Како да им должите нешто. Им должевме, навистина. Научивме некои работи за градот, некои обичаи интересни што ги вградивме во песна и само можевме да посакаме да имаме вокал како Блага Петреска, што ќе даде една посебна вредност и димензија. Сосема за крај, некој пат и јас за себе си го поставам прашањето, дали некој пат денес е поголем ризик да направиш нешто искрено отколку нешто комерцијално, би ви го поставил сега, бидејќи денеска чувствувам дека најмногу се цени автентичноста. А да се во големата мас продукција некој пат се губиме, имаме некако потенцијал и животна вредност која што ја гледаме, си даваме некаква траекторија, нештото да никне како никулец, па затоа ја прашам, дали голем е ризикот да не се направи нешто искрено отколку комерцијално, а да биде сепак автентично? Мора да биде искрено и искреноста дава автентичност. Затоа што не знаеме дека и комерцијалното па дава поддршка за да се адресира до... Но, секогаш има но. Значи мора да се во секоја манџа не се тура црвен пипер, ама се тура други мирудии. Така да мора мирудиите да се точно да се наместат, да се наредат колку, што, како. Значи дали ќе биде во самата музика, дали ќе биде во спотот, во играта, значи мора да има дел од нешто да го оддржи нешто. Да речеме да се малку да се удвараме на публиката. Флертување што се Флертување со публика. Да, мора да има флерт со публика, како и да е. На некој начин, но да не осети публика. Колку имаше флирт на мартовските концерти, бидејќи Тука имаше. Беше концерт кој што сите го помна, барем оние кои што беа, мислам, веќе луѓе како да сакаат и тука да се случат и момент на брак, веќе ги баш така ги символизираат вашите средби на тие работи. На љубов, на радост. Доминираше женската публика, нормално, за 8 март. Во име на денот. На нашите концерти дамите бираат во МНТ на 6 и 7 март. Многу интересно беше, а и ќе гледате на телевизија. Дај да споделиме дека во понеделник имаат можност... Простете, дали овие се снимки? Да. Така, добро. Ова е дел од... Ова е, исто ќе кажеме, пресно на почетокот од месец март, концерт кој што беше посветен од името на Дац и Александар и целиот ансамбл на сцена. Интересно беше што ја преброивме публиката, многу малце мажи се јавија двата дена, но прекрасно беше чувството едно вистинско доживување, ќе биде емотивно, филмско, како да ви кажам, ќе го гледаат гледачите на филма ексклузивно на 13 април, тоа е вториот ден на Великден, неработен, сите ќе бидат дома и ќе може да уживаат. Верувам дека Инаку имаме уште еден концерт Тоа сакав да прашам, се пишуваше дека ќе има во јуни? Да, направивме 2 концерти, можеме да направиме уште 3. Рековме до тука, за да не претеруваме. Затоа оставивме уште еден датум на 18 јуни на летната сцена, да.
на летната сцена и веќе картите И се билетите продажни. се Летна сцена Славиша Карски, ако не се лажам така, тоа Да, беше и да, од неодамна, Славиша Карски. да, една И убава. многу една- интересен наслов има летната сцена оваа година. СК уште ми фалиш. Така се вика летната сцена. СК е дводимензионално За Скопје? и за Скопје и за Како не. сцената како што се вика. Знаете што, кога некој пат и јас лично искрено кажам, си барам некаква инспирација и кога секој од нас нели помина низ своја некоја екзистенцијална криза во животот, што јас понатаму во животот, верувајте ми дека и мене сте ми инспирација како не треба човек да прекине да го живее секој миг даден, колку и да е брутално, можеби последно нешто некој пат често знам да го кажам тоа, меѓутоа вистина ќе ви заблагодарам што секој пат потсетувате дека секој ден може да биде една нова табула раса, како што всушност и ова дуо, во случајот и по празникот са Жок си сте едно убаво трио, да продолжите искрено да гравитирате, да не потсетувате на радоста која што Да ја има славите оваа татковина. македонската музика, тоа е многу важно. Жок си е вечно младиот, кој што навистина... Мислам дека добро и вешто ги користи јапонските концепти. Да. И навистина даде голема свежина што влезе во оваа дуо. Јас многу ви благодарам, како што кажа Ацика, веќе подолг временски период се подготвува овој проекти и баш ми е драго што испадна онака како што очекував за да биде. Значи полна, енергична песна со добар ритам и се надам дека утре вечер на таа промоција има да биде. Те предупредија дека ќе има многу луѓе, така што да очекуваш една убава Ќе енергија. биде ршум. Нека биде само убаво и нека биде позитивно. Фала ви многу за оваа ексклузива утринава и за убавото друштво и енергија која што ни ја донесете. Благодарим. Ќе продолжиме да бидеме и да се вкачуваме на дел од вашиот караван и локомотива. Секојаш е возбудливо. Потсетувам уште еднаш, да, 13 април концертот ексклузивен на Македонскиот народен театар се сели на фреквенција на Телма.